застанавме овде? Па овде застанавме затоа што ова е последната точка до која што јас можам со автомобил да стигнам до мојата зграда. Овде на овој потек треба да поминува стамбена улица, би требало да поминува стамбена улица со цел да овозможи на сите станари од сите згради да влегуваат на своите паркинг места, во своите подземни гаражи. Тоа е делот кој што требаше општина Битола да го обезбеди досега на инвеститорите, а во сето тоа и на станарите кои што си купивме станови овде во касарната. Од другата страна на зградата е улицата Партизанска, преку која што е опасно да се поминува секојдневно. Јас сум со две мали деца. Секојдневието на Иван и нерешените проблеми ги делат уште стотина нововселени граѓани во неколкуте изградени стамбени објекти на Златен Рид. Добар дел од оние кои вложија во недвижнини поради револт кон неизградената патна инфраструктура. Не сакаат да се преселат во новиот дом. Па калливо е, треба свртиш од вамот, таму негде може да е затворено. Ноќе си возел, светло е, темно е? Па темно е, не е осветлено, не е значено, нема ништо. Кај треба да свртиш, кај треба да одиш. Приказната за урбанизацијата на поранешната касарна во Битола веќе неколку години наназад е една од најжешките и најкоментираните теми за разговор на граѓаните под Тумбе кафе. Особено заради фактот што општината собраните пари од комунали и од инвеститорите и станарите не ги вложи во населбата, туку како што изјави градоначалникот на Битола Владимир Талески, ги пренамени во индустриската зона Жабени, лоцирана на патот за Грција, со образложение дека зоната е приоритет за градот. Граѓаните оставени со многу неодговорени прашања бараат поголема транспарентност и одговорност како власта ги потрошила парите на битолчани. А парите од комуналите за Жабени каде се пренамени? Таму постоја исто комунали. Не ми е јасно, значи прашање за ова за 2 милиони би било, нели така? Кога би било то транспарентно, би се видело, би се знаело каде отидат. Туѓи пари да трошиш е нелесно. Ми оставаше татко ми немаше да ме боли. Моите пари ме болат, татко ми не ме болат тие парите. Она што е карактеристично за овој случај е задолжувањето на општината со кредит од 2,5 милиони евра од европските банки за изградба на инфраструктурата. Оваа вест најдена жестока критика од опозицијата во градот, особено што се вкупното работење на локалната власт во Битола се најде под лупа на основното јавно обвинителство на Република Македонија. Овој предмет од неодамна е предаден и во рацете на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева. Во 2011, во 2012 и 2013 вкупно од комунали и од продажба на градежно земјиште се собрани 5,2 милиони евра. Со тие пари општина Битола требаше да изгради инфраструктура. За жал во тие 3 години од 5,2 милиони евра општина Битола потроши само 118.000 евра за уредување во касарната. Другите пари ги распредели на други места, каде и како знаат само одговорните во општината. Тие пари собрани во вид на доместок за комунално уредување на градежно земјиште се наменски потрошени, ако се од комунали се трошат или за комунали на едно место или на друго место. Оној што плаќа комунали за да изгради градежен објект на едно место не значи дека неговите пари баш за тоа место ќе бидат потрошени. Сигурно дека ќе се потрошат за комунали на некое поприоритетно место. На партиска трибина на крајот на ноември градоначалникот Талески пред насобраните граѓани во Центарот за култура во Битола не го спомна новото задолжување за касарната од 2,5 милиони евра, туку најави помош од владата за изградба на инфраструктурата, што предизвика забуна кај граѓаните. Дали општината ќе се задолжува или пак владата ќе помага? Инвестираме во делот на касарната и благодарност до заменик премиерот за тоа што ни овозможи нова можност за подиректно финансирање околу 2,5 милиони евра, кои што идниот период ќе ги реализираме во касарната. Во Жабени вложивме скоро 5 милиони евра, овде веќе сме околу 2 и нови 2,5 ќе вложиме. И додека битолчани ја чекаат одлуката на специјалното обвинителство, има ли криминал во трошењето на парите на граѓаните од страна на локалната власт? Иван и неговите соседи бараат начин како секојдневно да се справат со проблемите што им ги наметна живеачката во новата населба.
Зимава, само снегот може да ги покрие трагите од неисполнетите ветувања, додека станарите чекаат подобри времиња, златен рид да го добие ликот на ветената елитна населба.